Со само една недела, до следниот петок на полноќ, кога Британија ризикува да се најде во законска неизвестност поради Брекзитот, лидерите на Европската Унија и дадоа на премиерката Тереза Меј дополнителни 2 месеца, до 22 мај, за да се обиде да го протурка договорот за Брекзитот во парламентот. What the decision today underlines is the importance of the House of Commons passing a Brexit deal next week so that we can bring an end to the uncertainty and leave in a smooth and orderly manner. Но таа по се изгледа тешко успева да ги убеди другите 27 членки на Унијата дека овој пат ќе успее да го стори тоа во наредната недела. Така, по 7-часовните разговори во Брисел е постигнат договор кој сугерира дека Лондон може, ако не успее, да се врати и да побара многу подолго одложување. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск посочи неколку сценарии. In the first scenario, that is, if the withdrawal agreement is passed by the House of Commons next week, the European Council agrees to an extension until the 22nd of May. In the second scenario, that is, if the withdrawal agreement is not approved by the House of Commons next week, the European Council agrees to an extension until the 12th of April. Но тоа би било под услов што најверојатно беше главен камен на сопнување Британија да учествува на изборите за новиот состав на Европскиот парламент на 23 мај. За да се направи тоа пак, британскиот изборен закон наложува дека изборите мора да бидат распишани 6 недели порано, значи на 12 април. I don't believe it's right to be in a situation of holding European parliamentary elections 3 years on from people having voted to leave the EU. Во секој случај, ако европските избори не бидат закажени до 12 април, тогаш Британија излегува од Европската Унија.